Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnuva. Houston, we have a problem. Dobro večer, imаме скоро 60 минути се дружиме. Темата на вечерашната емисија е вчерашниот избор на Доналд Трамп за нов председател на Соединетите Американски држави. Go Trump. Неговиот избор и моја анализа е она што ќе може да го слушате во следните 60 минути. Својата победа ја објави во големото јаболко, во градот кој никогаш не спие, Њу Јорк, а големиот пораз во истиот тој Њу Јорк Хилари Клинтон не го призна. Ајде пробајте, не ги слушајте емисиите на Миленко Неделковски на Радио Слободна Македонија. Go ahead. Make my day. Она што се случуваше синоќа и са Бајлево по наше време, а во Соединените Американски држави, како моје видување за тоа, јас ќе почнам од позади, од контра, од спротивен правец. Имено со години, со децении би рекол, слушаме поплаки, прашања, дилеми, не им е јасно, не им беше јасно на американската администрација секаде во светот, зошто се толку омрзнати во целиот свет. Зошто државите, народите, луѓето ги мразат до ниво да некои ги линчуваат, убиваат, киднапираат и така натаму. Со години се прашуваа тоа. Па може би, да кажеме, тоа е вака интензивно од после Реган навамо, значи 30 години. Може би и повеќе. Сето беше тоа зашто не мразите нас американците. Јас многу пати и во телевизиските емисии сум пишувал во исто така и на радио сум кажал. Никој не го мрзи американскиот народ. Никој не мрази американската политика, американскиот начин на живот, американскиот долар. Ако сакате американските автомобили, еве ја прв од сите, еве и пред вратата овде на радиото имам джип Чироки, паркирам 4000 кубика бензинец купен од американска амбасада, на старо, секако. Значи, никој не ги мрази луѓето во Невада, во Колорадо, во Тексас, во Јута, во Орегон, никој не ги мрази, не. Светот го мразеше, и се уште го мрази, делот на она што се вели официјална американска политика кон целиот свет. Го мрази начинот на кој постапува State Departmentот, на кој постапува председателот на државата, на кој постапува најразличните секретари, подсекретари и заменици на замениците, на кој постапува Пентагон. Од позиција на сила, а тоа е најсилната земја на светот, од позиција на моќ, а тоа е најмоćната земја на светот, од позиција на оружје, а тоа е најнаоружаната земја на светот со најголем буџет, од таа позиција да притискаш мали и немоćни земји, каде што единствениот отпор е всушност волјата на народот. Единственото што не можеш да го заробиш е она што сите ние го имаме во нашиот мозок. Америка секогаш била убава земја. Америка секогаш била земја на соништа. Нема некој на кого не му е симпатичен и не го сакал ликот, значи американски политичар кој се вика Џон Кенеди и брат му Роберт Кенеди, се они утепани, односно атентатирани, па дури и симпатични ликови како да кажеме Џими Картер, Кикириџијата го вика, или како Роналд Реган, кој од глумец, од каубоец стана прв човек на планетата. Меѓутоа, последните 20-25 години, сите можни интервенции, сите можни злосторства врз човештвото направија нормално луѓето да бидат, да се спротистават на таква диктатура, на такво робовласничество. Вчера
Ова што го тврдам се испостави на терен. А вчера, синоќа и Сабајлево, целиот свет, сите нормални луѓе на оваа планета, навиваа за Америка на Доналд Трамп. Навиваа за слободарска Америка, навиваа за Америка која не е под протекторатот на Џорџ Сорос, за Америка која не е платена од парите на фармацевската и индустријата и воената индустрија, навиваа за Америка која не соработува и не ги плаќа и не ги формира исламските терористички организации кои обезглавуваат луѓе низ целиот свет. Вчера целиот свет навиваше за Америка онаква како што сите ние си ја замислуваме. Сите ние, јас пред сите. Ние сме растеле со американската култура, со американската поп култура, од музика, од Ред Пек, од Лас Вегас, од крајот на 50-тите и почетокот на 60-тите, од Френк Синатра, од Дин Мартин, од сите, од Семи Дејвис, преку сите можни најразлични Елвис Прислија, најразлични Ди Парпал и така натаму, концерти, вудстоци, стрипови, филмови со кои сум растал, Dirty Dozen, Седморица величенствени, Меш, еден куп филмови, Once Upon a Time in America, Once Upon a Time on the Wild West. Значи, филмови, Добар грд лош. Сега можем да... Значи, растени сме со таа култура, ние сакаме таа култура и ние го сакаме американскиот народ, бидејќи американскиот народ е тазе, млад народ. Ние можеме да му понудиме него да знае како да живее, меѓутоа народ кој е составен од сите народи од светот. И не можеш да мразиш такви луѓе. Можеш да го мразиш естаблишментот што го има заробено сопствениот народ, естаблишментот во Вашингтон што го има заробено сопствениот народ во Соединетите американски држави. Вчерашниот ден покажа дека светот ја сака Америка, дека светот ги сака американците, дека светот го сака нормалниот обичен граѓанин на Соединетите американски држави, без разлика дали е малку богат, ич богат, сиромашен, работник, подзафатен некој, без разлика, светот ги мрази платениците на мејнстрим медиумите како што се CNN и сличните, кои се обидуваат да го лажат светот со години, снимајки дека се наоѓаат некаде во Багдад, а всушност се во некоја соба со вештачка палма во Канада или во Соединетите американски држави и лажат дека се војни, така наречени кореспонденти, односно известувачи од бојно поле. Тоа го мрази светот. Вчера тоа Соединетите американски држави, односно граѓаните, храбрите граѓани на таа држава, го одбија, кажаа не сме ние ова, ние сме нормални граѓани како сите нормални граѓани на оваа планета и ги одбиваме таа криминална клика собрана околу врвот на републиканците, а организирана од семејството Клинтонови. Затоа победата на Доналд Трамп, на еден апсолутно контраверзен лик, милиардер кој тежи над 4 милиарди долари, меѓутоа човек кој со таква тежина се обрати до обичниот граѓанин, до работникот, до земјоделецот, до невработениот, до средната класа и до жените. И сите тие го прифатија и вчера го изгласа. Ваква убедлива победа нешто никој не очекуваше, него одамна немаме видено, бидејќи беше прогнозирана спротивно убедлива победа на Хилари Клинтон. Вчера Америка се врати во зоната на која Миленко Неделковски лично си ја сакал од секогаш и ја обожавал. Таа Америка е Америка во која јас сум бил заљубен и која ден денеска ја почитувам преку тоа што задоволствата кои сметам дека се вака дневни задоволства, важни за секој човек, како што е возење автомобил кој е автоматик, или имање каубојска чизма, или слушање Френк Синатра, или било што од таа култура, гледање филм, стари добри филмови кои ги обожавам. Значи, таа верба во Соединетите американски држави рано Сабајле денеска со убедливата победа на Доналд Трамп е вратена не само кај мене, не само кај Миленко Неделковски, кај авторот на оваа емисија, туку и во целиот свет. You expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die.
a od mene se očekuje da govorim sekoja sreda od 17 do 18 časot. Včera, da budem iskren, sinoća, praktično posle 2 časa do 9 sat sa BRBF isključitelno aktiven na Facebook i po telefon i po što si razgovarao sa Luge. Mnogo mi nagledale najrazličniji televiziji, nekoliko televizija od Makedonija ispratija tamo vo Sjedinjene Amerikanske Države, u New York ispratija svoj novinari, što je presedan, do сега takvo nešto ne se slučuvalo da poveći televiziji go naprava to, međutim što mene me radува, da sepak te moята професија доаѓа до ниво да се почитува тоа да се види нешто што е во живо од лице место и така натаму, бидејќи јас сум новинар кој ја започнал својата кариера преку живи настапи и сум инсистирал на такви преку спортското новинарство. Меѓутоа јас не ги следев многу домашните телевизии, сакајќи да бидам концентриран на она што се случуваше во Соединените Американски држави. Не знам кој што точно све кажал, не навлегувам во сето тоа, меѓутоа она што е важно, а не знам дали и во која мерка било кажано е како е распоредена целата ова победа на Доналд Трамп врз Хилари Клинтон. За да ја обогатам емисијава, а во врска со оваа тема, јас го договорив мојот колега од Брисел, Бобан Нонковиќ, да се чујам во овие моменти со него и да можам да поразговарам на темата за изборите, односно мене ме интересира како официјалните европејци во Брисел функционираат и како ја примија победата на Доналд Трамп врз Хилари Клинтон. Во овој момент сега ќе се обидам да стапам во контакт со Бобан Нонковиќ. Добро вечер. Бобане, Радио Слободна, ама не Европа, Македонија. Прво ќе почнеме од ослободување на Македонија, па и на Европа. И на светот. Бобане, значи јас изанализирав нешто на што јас сметам дека е важно. Ме интересира од тебе да пред да дадеш, ќе побарам од тебе еден коментар, твое лично гледање, меѓутоа да ми дадеш една информација за мене и за моите слушатели, а тоа е како реагираше Брисел, односно евродипломатите и еврофункционерите на резултатот од изборите во Соединените Американски држави. Панично би бил, може би, спомен и преблаг на ono što je, kako se javi денеска од страна на високите представници на Европската унија. Именно утринава буквално владееше спунет тука, бидејќи најпрво искочи со коментар председателот на Европскиот парламент Мартин Шулц, кој жестоко го нападна Трамп, меѓу другото, посочувајќи дека тој е знаменосец на стравот и очекувањата од непознато кај целиот слободен свет, и дека демек тоа сега ќе биде задача за новиот председател 45-ти поред на Соединетите Американски држави, кој се разбира избор слободните американски граѓани. После се чини тирадата и обвинувањата од Шулц, кој меѓу редови му честита, се разбира, на Трамп, следуваше едно заедничко соопштение на Доналд Туск и Жан-Клод Јункер, тоа се да потсетиме председател на Европскиот совет и председател на Европската комисија, кој па салви од хвалоспеви му историја на Трамп, прогласувајќи оваа победа за крик на народот, потоа посочувајќи дека всушност американските граѓани го направиле вистински избор, посака на Трамп кога е слободен и кога би воден да дојде да ги посети Брисел и европските институции, тие ќе го чекаат со цел да му докажат дека со работката меѓу Европската унија и Америка, како во однос на НАТО, така и на сите отворени прашања, па и договорот за трансатлантско трговско и инвестицијско партнерство се нешто што е од стратешки интерес на двете, и така натаму нешто многу лигаво би рекол ја. И за на крајот денеска да дојде пред еден час ново соопштение од страна
на Доналд Туск, и тоа само од него, во кое предупредува дека Трамп и како нов председател ќе треба да се држи до принципи и до досега договорените практики меѓу САД и Европската унија. Едноставно тоа покажува дека овде владее комплетна паника, бидејќи никој не очекуваше дека Доналд Трамп како кандидат на републиканската партија ќе усвои убедлива победа во однос на поранешниот државен секретар Хилари Клинтон, а и дека и неговата партија ќе освои мнозинство и во Сенатот и во Конгресот. Буквално републиканците го имаат председателот, Сенатот, Конгресот и едноставно владеат со Соединетите американски држави. Да, може да назначуваат суди, може да назначуваат специјални јавни обвинители, може да назначуваат што се. Кажи ми, Бобане, а таму се подготвуваше ли прослава за победа на Хилари Клинтон? Овде, како и слушам и во Македонија и во многу сигурно други земји, имаше американската амбасада организирано огромна прослава од 4 часот изутрина по средноевропско време, па до 10 до конечното објавување на резултатите. Беше собран целиот крем и врвот на дипломатскиот кор овде во Брисел. Знаеме, овде има седиште на НАТО, на Европска унија, скоро сите светски земји имаат дипломатски представништва, сите беа собрани таму, домаќин беше американскиот амбасадор, сите очекуваа, се разбира, тоа беше подготвено за Хилари Клинтон само да се прогласи и да си прослават, но негде околу 6 часот изутрина, не можам да пресметам колку било во Америка, буквално имало дожд и вода од солзи, и како што ми кажа еден наш дипломатски представник таму, не македонски, него од регионот со кој комуницирав, ми рече, грешив, требаше да дојдам со чизми, лом кондури од солзи. Ред солзи, ред мрсули се вика тоа во Македонија, знаеш ти. Добро, Бобеле, ова победа ја прослави слободарскиот свет, кој конечно се виде дека Америка не е загубена, дека Америка не сака да е диктаторска држава, дека Америка сака да покаже дека американскиот сон живее, сака да покаже дека е земја на можности, на opportunities, дека... Апсолутно, ако дозволуваш, да. Јас само ќе повторам оно што го објавив на социјалната мрежа Facebook. Едноставно, ова е крајот на историјата, а Доналд Трамп е последниот човек, а не како што кажуваше Френсис Фукујама, доаѓањето на либерал-демократската банда на чело со Соединетите држави во 90-тите години и буквално претворањето на најмокната држава во светски насилник. Едноставно, од денеска ништо веќе не е. Чадорите се распаѓаат, Америка се врти кон себе и престанува да биде светски полицаец, да функционира по принципот каде ја те стужи, каде ја те суди. Американците ја превземаа контролата во својата голема држава од воено-индустриската банда и од крвникот Џорџ Сорос. Трамп и републиканците го добија и Конгресот и Сенатот. Значи целосна контрола врз САД. А Хилари Клинтон денеска како демократски представник не собра сили јавно да му честита на својот противник, туку тоа наводно го сторила телефонски. Да, и Подеста објавил, не може сега со фамилијата е. Божем, тоа е, разбираш. Слава у комши, па не може да дојде. Да подсетиме дека во Трамп едноставно никој не веруваше. А сите го поддржуваа потајно. Тој ги повези големите светски медиумски конгломерати CNN, NBC, BBC и сите останати мас медиуми што као независно го масакрира едноставно во предизборниот период. И исто така ова е време во која најголемата светска, како што и ти објави, најголема светска револуција против владата во сенка. Едноставно, она воено-индустријски естаблишмент од Америка што донесе само несреќи, сега е поразен. Јас ќе ја цитирам Мирка Велиновска дека ние живееме, сме среќници што сме сведоци на клучно време во историјата на оваа планета и во историјата на човештвото. Така е. Иако ова време, колку да не е тешко поради турбуленции, несигурност, сепак треба да сме малку горди, бидејќи преживуваме историски моменти. Ти добро кажа, ние сме сега дел од една нова автоматска револуција, живееме во исто време. И тоа навистина треба да сме горди дека сме дел од историјата, а ние македонците треба да си го продолжиме оваа низа на 11 декември, кога ќе го искршиме чадарот на Парам партија. Соединетите американски држави практично преку гласањето американците, слободните луѓе, нормалните луѓе во таа држава, кои очигледно ги има поише од оние кои се ненормални, како и кај нас, како и во секоја друга држава во светот,
не се откажа од тоа да бидат светски полицајци, да се мешат во секоја држава и државички, да кажат што заради некој што ги притиснал, туку сами свесно, само свесно рекоа, чекајте луѓе, ова не води никаде сем во општа војна на комплетно уништување на планетата. Тие сами ја преземаа одговорноста во своји раце. Апсолутно, ова е буквално гласот против Трета светска војна, против нуклеарна војна, против уништување на светот. Хилари Клинтон беше представник на военно-индустријскиот естаблишмент во САД, кој единствен интерес имаше, што го прават тој изминативе долги години, само да продуцираат војни, човечки несреќи, губење на милијадници, милиони животи на човечки битија, само за да продуцираат средства и да ги полнат своите джебот. Ова денеска е превземање на Америка во свој раце стана на американскиот народ. И многу едноставно. Са Бајле разговарав, па може би 2,5 сата по телефон со Мирка Велиновска и жената има навистина право и се согласивме. Пази, значи, жените, а овој бил наводно сексист, гласаа за него. Работниците, а овој бил милиардер, гласаа за него. Обоените Флорида, Тексас, Аризона, Мисисипи, Алабама, Џорџа, Луизијана, гласаа за него. Што вика Мирка, он може да е сексист, ама ја немам намера да легнувам у кревет со него. Мене ми е важно, он да обезбеди работа да работам, не ќе одам ја сега со него љубов да водам, што сака нека се биде он дома, разбира. Мене ми е важно што ќе направи поединечно за мене, значи дека ќе ми најде работа, работно место. Ама апсолутно, тоа е повторно подценување на свеста и разумноста на обичниот народ. Едноставно ти сметајки тие мас медиуми и тие големи пиар стратези дека ќе успеат да го убедат дека еден човек е црт во односете на, не знам, сексиста против права на жените, не знам, човек кој што ги подценува правата на работниците и така натаму, и дека тие веднаш по дефолт ќе гласат за другиот кандидат кој може на земјата каде што живееш да и донесат нуклеарни бомби врз главите на тој. Да. Едноставно ти не си будала, ти гласаш за мир, безбедност, а од друга страна се разбира дека тој човек, ако е обвинет за такви работи, а не е докажано за нито едно од нив, не можеш старт да го прогласиш дека сето тоа ќе го прави и во реални основи. Едноставно ти гласаш за себе, а овој пат американците секоја чест покажа дека имаат свест, совест, разум, навистина знаат да одберат како што. Бобане, знаеш, ти си сведок дека ја и те сме збореле и во живо, и во Скопје, и во Брисел, и по телефони се. И знаеш и дека сум пишувал и дека сум зборувал во камера, во онака и на телевизија и на радио, каде што тврдам дека е погрешна стратегијата кога се мисли дека ако се владеат медиумите, тоа е се и кај нас во Македонија, Ад Коктело, не знам, ова Зоран Трајчевски, Петко Јанко Станко и така натаму, дека ако Санта е директорка на македонска телевизија, значи дека ако се владеат медиумите, ќе се измеси народот и народот ќе гласа ти како сакаш. Упорно јас тврдев, не е работата ни до Латас, ни до Миленко, ни до Мирка, ни до Јанко, ни до Бобан, до никој, народот сам си решава. Не го подценувајте народот, не го правите народот, вие му кажувате глупав си, затоа ќе ја гледаш емисијата на тој и тој ќе ти даде памет. Тоа подценување ги спротивно го мотивира народот. Пази, ти ги наброја најголемите светски медиумски конгломерати, има и пишани, нели, сите беа на страната на Клинтон, со целата таа армија, па тука исто така и во Македонија, со целата армија они не успеваат да го променат. Напротив, победата на Трамп е поубедлива што и од човекот само очекуваш. Тоа е исто у Македонија. Со сите можни забрани, сите можни, немој да кажуваш ова, немој да споменуваш тоа. Со сите адхок тела, со сите не знам какви директор вамо да имаме, тамо да имаме, ова тамо да имаме, народот во Македонија е фикс околу тоа за кого и како ќе гласа. Еве, исто е и во Соединените американски држави. Народот не е глупав, Бобане. Модерно време. Време кога сите сме еден вид на медиум, бидејќи имаме интернет, имаме компјутери, имаме паметни телефони, ние сме 24/7 приклучени на дотокот на информација од целиот свет. Значи не можеш сега да го правиш будала никого, човек. Ние сме денеска многу свесни кој што прави. Ние сме денеска сите еден вид на трансмитер на информација. Веќе не се само класичните медиуми, па тие како ќе ни кажат, така и ние ќе размислуваме. Едноставно, секој човек денеска е медиум за себе. И не можеш ти, ако има малку самосвест,
А ова е модерно време во кое секој има минимум основно или средно образование, значи знае да чита и да пишува, тој човек веќе е приклучен на некаков доток информации, самиот информација и тој е свесен што се случува околу него. Не може да се манипулира никој. Едноставно тоа е завршено. Ти си човек што и живее во Соединетите Американски држави, а и многу шетан во светот. Едноставно се сетиш колку сме имале предрасуди однос на американците од типот дека тоа народот не го интересира политика, како Глупав е, вамо таму е, да. Ама еве денеска покажа дека всушност многу добро се свесни каква иднина сака за себе и своите деца и за својата, ќе се согласиш, голема држава. Тоа Америка е пак најмогната држава на светот. И тоа, Бобане, ја гледам картата, ти држави како што е Мичиген, Флорида, Тексас, Аризона, Пенсилванија, значи држави као Мичиген, Пенсилванија и Флорида која е каде што Хилари требаше да добие онака. Ти едноставно тие држави рекла не сакаме, не, чекај, сега си имаме ние други планови за нашиот живот, нема да го живееме ние твојот живот и на твојата фамилија и на машти Бил. Апсолутно, тоа се семејство кое живее од дотации од ние влади во светот кои финансираат во исто време најзглогласни и најгрозоморни терористички организации. Во фондацијата на Клинтоновци влегуваат пари од владата на Катар која го финансира ИСИЛ или Даеш, односно исламска држава на Сирија и Леван. Сега ние не можеме колку и да се правиме будали или да се обидуваме да ги манипулираме луѓето, исто доаѓаат до вистината. Тие што сечеа глави на многу места ширум светот, истите од кои добиваат пари од каде што се слеваат средства и во фондацијата на Клинтон. И сега што може обичен американец да се надева кога таа му дошла за председател, ако само за краток период како државен секретар успеа да направи кризи во неколку подрачја во светот, кризни жаришта, да продуцира војни и повеќе од милион жртви, тоа се загубени човечки животи. И сега ти на хиспаносот или црноморецкиот човек во Америка ќе го предупредиш дека како Трамп може би ќе го врати од каде што дошол и тој страв ќе гласа за Клинтон, кој сигурно ќе му донесе нуклеарни бомби на неговата глава. Така. Сега да те информирам, бидејќи си ти у Брисел, паниката што била у Брисел меѓу дипломатите со изборот на Доналд Трамп е капка во Атлантски океан во однос на паниката меѓу соросоидите во Македонија. Мислам, веројатно, и знаеш, ама можеш и да предпоставиш. Па следејќи на социјални мрежи нешто видно. Овде е хаос. Сите се. Чекај што е работава. Постираат нешто, има еден од тие порталите, се не ме ги споменувам по име, стана спортски портал. Тој победил 2-0, тој повредил колено. Да знаеш дека е така. Па после има тие најовија почна да се американскиот народ бил стока, јас се извинувам на американскиот народ, не е тоа, меѓутоа цитирам еден од гласноуговорниците на соросоидите и на опозицијата. И се така, овој разочаран, тој разочаран, оној разочаран. Разочараноста, Боба, не доаѓа од секнувањето на протокот на долари. И не само долари, секнувањето на центарот од каде трпат свое мислење. Сега ти остануваат без свое мислење. Без можеш да замислиш колку тежок момент е тоа. Да, они се научени да си прашаат за мислење секој ден. Апсолутно, и сега они се без свое мислење. Не е лесно тоа. Кога цел живот си бил роб и си сакал да бидеш роб, и однеш кога ти кажат сега си слободен, имаш проблем, не знаеш да фатиш воз, автобус. Животното после 20 години во кафе, да му отвориш врата, тоа ќе ти остане да спие внатре. Тоа е сега случај со сите овие. Едноставно, тие екзистираат до 90-та година за време на Источниот блок и Варшавскиот пак, нели, со центар во Белград или во Москва. И како се работници на УДБА. Цело време живее од свое мислење добиено од тој центар. И сега остануваат и без тој така наречен чадор. Што мислиш, крај на ова е предпоследно прашање, што мислиш вака за судбината на чадорот после овие вакви резултати од изборите? Неспорно е дека сите ликови кои што се измешаа на македонскиот простор за време на оваа двегодишна политичка криза, односно оние што беа дршка или жици на чадорот во Македонија, се личен избор на Хилари Клинтон, која
од времето кога она беше државен секретар со председателот Барак Обама. Значи тие буквално ја губат целосната потпора, апсолутно не само што се менува председател, се менува целиот естаблишмент политички, бидејќи како што кажав, доаѓаат републиканците на сцена, а тоа е онаа опција која секогаш имало позитивни намери како конкретно Македонија и Балканот, така и во однос на сите останати светски земји и во однос на геостратешката положба и геостратешката игра на Соединетите Американски држави. Токму Доналд Трамп и тоа го најави, он ќе ја менува парадигмата, нешто што се нема случајно кој знае стотици години во однос на американскиот политички естаблишмент, и тоа се разбира дека ќе има реперкусии и во Република Македонија. Тоа е еден ситен центар во рамки на CIA и FBI кој беше хранет од таа демократска структура зад која стоеше Хилари Клинтон и нејзиниот шеф на кабинет по теста. Тука е Филип Рикер, тука се уште неколку грозни ликови од тоа подрумско небие на Викторија Нуланд, американското општество. И сега едноставно тие ликови буквално ќе исчезнат од сцената, фала му на Бога се разбира, а нашиве соросоиди кои што живеат, тука да го спомнеме и Сорос, кога веќе станува збор за него, дека и он е буквално дел од врвот на овој центар од страна Демократската партија и на Хилари Клинтон и Клинтон семејството. И едноставно тие буквално одат во канализацијата на американското политичко општество, фала на Бога на тоа. И последно прашање, Бобане, каков ефект ќе имаат овие избори врз изборите во Македонија на 11 декември? Апсолутно, ако досега имаше некакви сомнежи кај некого или надежди па кај други дека може да се меси македонското гласачко тело, дека може да се манипулира, сега буквално сите слободни граѓани на Македонија, држава со столетен демократски капацитет на својот народ, едноставно сите ќе се ослободат и од оние мини стеги што досега ги имало и масовно се очекувам јас да излезат на избори и да го кажат своето големо не на оној воено политички естаблишмент кој од истото крило со Хилари Клинтон, а за кој стои како чадор врз левицата во Република Македонија и СДСМ, и едноставно да ги истерат брутално, а со само еден потекст за угашување со пенкалото од Република Македонија, и Република Македонија да продолжи да чекува успешно, како што и досега тоа го правеше, преку директни странски инвестиции и барање на партнери ширум светот, не само фокусирање на единствени центри. Дали ќе се согласи со мене дека овие избори во Америка се екстра мотивација за секој наш сонародник во Македонија? Да, апсолутно, како што реков, ова е ослободување од стегите како на умот, така и на духот, едноставно македонецот, но и цел слободарски свет од секоја држава на планетата сега веќе разбира дека на вистина моќта е кај нив кога стана збор за избори. Кога имаш избори, ти си тој што одлучува за себе, за својата судбина и судбината на твојата држава и на твојот сограѓанин, и ти едноставно со слободна мисла стапиш на тоа да ги казниш сите оние што ти прават зло и што се обидуваат да ти ја наполнат со крв твојата држава до колена. Сега македонците, а и целиот слободарски свет се слободни да го направат својот конечен избор за слобода на Македонија, слободување од сите оние чадори и нивни дршки, рачки, жици и така натаму. И кога можеше Америка да се ослободи од тој канцер собран околу фамилијата Клинтон, околу Сорос, околу банкарите, околу State Department, од Пентагон, кога можеше Америка да се ослободи, можеме и ние со масовно излегување да се ослободиме од сега веќе рецидивите, остатоците што ќе останат овде по експлодираната атомска бомба која го разнесе тоа, да го наречем илустративно, Соросово тело на милиарда парчиња. Апсолутно, сега е на македонскиот народ да го повтори слободно она што го направија нашите американски соседи, би рекол, не соседи, него буквално пријатели, кои ние се воодушевувале според културата, односот филмовите, музиката. Сега видовме дека имаат еден слободарски дух, дека имаат моќ да се ослободат од он грозен политичко воен естаблишмент. Само се несреќа и нив ги представуваше како едно зло. А не е така, се разбира, американците покажа сега дека имаат демократски капацитет и дека можат да се справат со предизвиците. Се дозволиш само на крај да кажам дека единствено ако нешто ми е криво од исходот на овие председателски избори во САД, тоа е што Мадона нема да може орално да ги задоволи сите гласачи Хилари Клинтон. Ете, видиш, тоа е стварно голем губиток за целото човештво и историјата човечка. Меѓутоа, јас
би сакал и тебе да ти искористам, јас ќе оповикам македонскиот народ да го направи потегот што го направи американците, а тоа е масовно од рани утрински часови да се излезе на 11, како што ги гледавме снимките на американските телевизии од хеликоптери, од телевизиите на хеликоптери, луѓето во Америка си чекаа ред од рано са бајле. Тоа не е некоја држава било која, тоа е држава каде што кој си имаат комодитет, не мора да чека у ред. Меѓутоа тие сакаа да чекаат у ред и да решат за својата држава. Таа масовност и треба на Македонија на 11 декември, дали си согласен? Апсолутно, ние само ќе се посетиме на македонската дуговековна крвава историја. Ако нашите предци во средновековието, предци во антиката губеле животи и свесно да го загубат животот за да ја сочуваат грудката, земјата, тковина, за да сочуваат семејството, ние сега имаме далеку полесен пат до тоа. Само треба масовно да излеземе до 12 часот напладне, како што тоа го направија обичните американски граѓани. Гледавме, а мишите кои немаат допир ни до електрична енергија или камоли до медиум, масовно излагаат да го дадат својот глас за слобода на Соединетите Американски држави. Можеме и сите ние да си го ствариме тоа демократско право. Не треба да ни пречат временските услови, затоа и меѓу другото не тераа да одиме на избори во 11 декември во среде зима, што е, се разбира, игра на чадорот на Хилари Клинтон. Едноставно да се излеземе масовно до 12 часот, кога ќе видат масовно излезнот, ќе паднат сите сценарија, сите планови и за крвава недела, односно за крвави избори, со изменувањето и именувањето на структурата во полициските специјални сили од страна на спасовски останатите. Едноставно со масовност, со слободарски дух, со слободен пристап, само со пенкало во рака, без ништо друго, ние ќе успееме да го направиме истото она историски што го направи и американските граѓани. Бобане, ти благодарам за тоа што дигна телефон кога те побарав овдека. Ти благодарам за преубавата и анализа и пораки. Ти посакувам вечерва, јас вечерва со колегата Андоновиќ рековме дека по еден Джеймисон ќе се почастиме за да ете така одбележиме оваа пресвртница во светската историја. Па ти посакувам и ти во нека атмосфера или евентуално со сопругата и така натаму да минеш една убава, мирна, спокојна, фамилиарна вечер, онака како што каква идеја всушност има и Доналд Трамп, фамилија со керки, со жени во неговиот случај, со керки, со внуци, со нормален живот, со нормален промискуитет, со нормален однос кон сите луѓе, без разлика кој е колку богат и колку е сиромашен. Ти посакувам една убава, спокојна, фамилиарна вечер во Брисел, во моје име и во името на моите слушатели од Радио Слободна Македонија. Се разбира, оваа слобода која денеска ја доживеавме сите како светски граѓани, треба навистина да ја прославиме на достоинствен начин, бидејќи спасено е семејството, спасена е државата, основното човеково уредување, основното човеково битисување денеска е спасено од пораз и едноставно сите навистина треба да го прославиме и само да го продолжиме гласот на слободата и сите на крајот да извојуваме, бидејќи ова денеска, како што кажав, крај на една историја, крај на една парадигма, почеток на нова и се разбира дека сите треба да сме горди на тоа што живееме во ова време. Бобане, пријатна вечер, ти благодарам многу. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Недолковски. Hasta la vista, baby.